Погребалните оператори во источниот регион се соочуваат со нов голем проблем. За сега ниту еден од нив нема соодветна заштитна опрема за да погребуваат починати од коронавирус. Вчера немавме добиено никакви напатствија и едукации во тој дел како треба, што треба. Заштитна опрема немавме доставено од никого, никој не ни донирал заштитна опрема, а некои оператори се изјасниле дека не се подготвени и спремни за ваков момент. И честно од нивна страна. Прв пат со овој проблем се соочи погребалното предпријатие Горица Гиш Кочани, која ја погреба првата жртва на тешката болест од регионот. Имавме контакти со општина Кочани, дали можеме да одговориме дали сме спремни за овој момент. Одговоривме дека да, сме спремни. Сите заштитни средства за околу погребот си ги набавивме сами. Маски, скафандери, везири средства ние сами си ги снабдувавме. И во тој дел немавме никаква помош и едукација од никого. Нов дополнителен проблем е тоа што сите починати надвор од местото на живење мора да бидат транспортирани во лимени ковчези. За оваа услуга лиценца има само погребалното Бутел од Скопје, но зашто наплаќа многу скапо? Например, семејството на починатиот од Кочани само за оваа услуга морало да плати 40.000 денари. Заедно со останатите трошоци, овој погреб чинел речиси 100.000 денари. Овие цени за овдешните жители се запрепастувачки. Па не да е срамота, него ли тоа е без веза. Многу е тоа. Многу е сега за сега на овие услуги. И ако сум платил тога, да речеме пример, ние ако сме платили 4-5 динара, ето да речеме пример, сега не може да биде 10 пати повечко за 2 години. Срамота не треба. Не треба се наплаќа. Треба државата да даде. Веројатно се би било поевтино доколку можност за транспорт на покојните им се даде и на останатите погребални предпријатија. Вака, по кој знае кој пат се потврдува дека смртта со себе зема и луѓе и пари.